Царо што и гонеше многу рисјаните. Чита Александар Станојков. Имало некој лош цар во старо време, што и гонел многу рисјаните, и од страо негов се криеле по планини, по дупки и пештери. Ако му паднел до рака некој рисјанин, со неисказани маќи го мачел и го умирал. При сите тие страшни маќи што му и давал царо на рисјаните, угнеле, та рисјаните напредувале и се множеле. Во тоа време му се родило на царо едно машко дете, многу убаво и лично, што од ангел било полично. Кога го видел царо толкова лично, се зачудил и собрал сите старци и философи да ја прашаат заошто да е толку лично. Се собраа сите старци и философи и од секого царо сакал да си каже својата мисла за детето. Едни велеле дарба од богоите него и му дале. Друг велел може да се истерало на некој стар негов дедо, предедо. Друг велел на цар така прилегало да му се роди. И така сите рекле по нешто кому како му текна, ама цара од сите што рекол, не му влегувало во срцето. Слушајте вамо, старци и вие философи, од ниеден што кажавте не ви го верувам да е така, чунки не ми легнува на срцето тоа што го кажувавте. Кој може да знае од вас истинското и да ми го каже ич да не се бои, ако ми го каже со голем дар ќе го дарувам, вака да знае. Имало еден од старците што му кажал ангел Божи, оти се родило детето толку убаво и се испратил пред царот, а му рекол: твоето дете што се роди толку лично, честити царе, тоа ќе се покрсти и рисјан ќе биде. Кога ја чул тие зборови, царо му легнале на срце и се уверил оти за тоа се родило толку лично и убаво. И испуштил старците да си одаат, а пак тој заповеда да се направи еден царски палат со сите бавчи, со тие шадрвани, со тие убајни, што ги нема на друго место. И го кладе детето тамо да живеи и да расти и ништо да не чуе за Бога и за рисјаните. Му и клал сите богои тамо што и верувал царо, за тој да му се поклонува и да биде како татка си идолопоклонник. Со денеска, со утре, расте детето и го учеше еден млад поп, демек жрец, да му се поклонува на богоите. Му внесе во палато едни млади момчиња што биле многу вдадени на богоите, сите млади, здрави и весели. Се да биде царското дете весело со нив. Со денеска, со утре, детето дојде околу 17-18 години и многу им разело идолите што му биле клајани, да му се моли и да му се клања, спроти како што го учеше лалата што бил при него. Една вечер седел царскиот син во градината и бил свртен од кај што огревала месечината и си мислил во себе си нешто. Едно е видел месечината која огреа, веднаш му дошло на умо да се праша во себе си кој ќе биде тој чуден што го направи сонцето и да го обеси горе над нас, да ни свети и да не се види дење и да не топли. И кој ќе биде што ја направи месечината што ни свети ноќе? Ова ќе биде некое чудо големо и неисказано. Така мислејќи си во себе, го викнал лалата и го прашал: ќе те прашам, бре лала, за нешто, ама право сакам да ми кажеш. Кој го направи сонцето и месечината и звездите што ни света? Сонцето дење и месечината ноќе. Кога и чул тие зборови лалата, си подкасал рилката и бајги се уплашил од тие зборови, чунки цара му беше нарачал за ништо да не му се кажува на сина му. Ни за сонце, ни за месечина, ни за звезди, ни па за некоја друга вера, освен за верата од царо што има во богоите. Сега, како да му одговорам, си велел сам на царскиот син. Се позамислил и од кога му повторил царскиот син на лалата да му кажи, и тој му рекол ти Бого што го имал цар, тој му и направил тие работи. Слушајќи им тој збор царскиот син од лалата, се изнасмеал и му рекол: тој бик кој го направил? Го направил некој итор мајстор, честити царев син. Као ќе може овој бик да направи сонцето и месечината кога е направено од човечка рак? Да не би да е направено сонцето и месечината од истиот човек?
Не, джаном, ич бидува тој да направи сонцето и месечината, кога и тој е човек као нас. Кога не бидува, сакам да ми кажеш кој направи тие работи. Мувлет имаш до 3 дни и друго ништо. Кој чул тие зборови лалата, си отишол при царот, кој му кажал што му рекол царев син. Кога чул царо, бај ги се уплашил и сам отишол при сина си за тој да му дава џуап. Што си го прашал ти лалата, синко? Да ти кажи кој го направил сонцето и месечината? Ами зар ти не знаеш оти моите богови направија тие работи и многу друзи работи што се навеко? Се тие и направија. Иди татко, вистина си цар, ама си аджамија. И ти ваќе умо од овие дрвени луѓе и зверои да направат сонце и месечина и веко? Саде тоа да го веруваш, татко? Оти, кој ќе чуе ќе ти се смеи? Ти ми кажа оти имало и цел век, а пак тука кај што си ме затворил да живеам, не гледам цел век. Ти се молам да ме пуштиш од ова кале надвор, да го видам целиот век како што е, за и јас да се радувам како ние. Слушајќи тие збори од сина си, царо бајаги се шублеиса арно, ама немаше друго чаре, освен да го пушти надвор од калето да види што има и што нема. Дал една заповед по целиот град, стар човек да нема, слеп, крив, болен да нема. Оти кој ќе се најди кај Алана, во главата ќе одговори. На секој ќоше кладе свирки да свират и веселија да прават. Од кој нареди тие работи, му даде изим на сина си да излези од калето, за да го види веко. Прошетал еден ден, прошетал два, и на третиот ден видел еден многу стар човек подпирајќи се со стапче и се гледал в земје. Глув е овој човек, таков превиткан и со бела коса и се земи се пулит брелала? Тој е стар човек, честит царев син и од старост така е превиткан. Од старост му обелела косата, а пак што се пули се в земји, од земја е направен и во земја ќе влези кога ќе умре. Како? В земји ќе влези кога ќе умре? Јас ќе обелеам и ќе остареам? И ти ќе остареиш, и ти ќе обелиш, и ќе умреш, као сите што ќе умрат. Во тој разговор видел царскиот син еден крив човек, како куцкал кога одел. Ами овој човек оти не оди као нас, ами се криви со ногата. Тој може да паднал и си ја скинал ногата, честит царев син. Али може си ја скршил ногата, та му оздравела така и си останал крив. Така, Јас ќе остареам и ќе умрам. Јас не кандисувам да умрам, лала. Јас сакам татко ми да ми даде некој лек што да не умрам никогаш и да не остареам. Оди, речи му на татка ми да ми најде еден таков лек што да не умрам. А ако не, јас сам ќе тргнам по веков и ќе барам лек да не умрам. Вечерта отишол пред царот лалата и му кажал што му рекол син му. Кога чул царот тие збори од лалата, као да му притекна за кога се роди што му рекол старецо. На тоа згора заповедал царот по целата негова држава, до кај што има етими, сите да се прашаат дали имаат некој лек да не умри човек. Чул за тоа нешто, некој пустиножител на име Пахомија, и спроти духо што му кажа, отишол при царев син. Му се јавил прво на царо и му кажал оти тој имал такваа билка, да му ја дај на сина му и да не умри и да не оди сам да бара, та може да го најди некој скришен христијанин и да го покрсти, спроти као што му беше рекол философо, чунки него се го биеше мислата. Се јавил пред царев син Пахомија и му рекол: вистина си сакал ти билка да не умираш? Вистина сакам, старче, му рекол царев син. Али имаш таква билка ти на вистина, али само за пари да земиш? За вистина имам, честити царев син, и не продавам со пари, ами за пари сум ја зел, без пари ќе ја давам. Ама со прво треба да те приготвам и после да ти ја давам билката да ја пиеш и во векутума века да не умреш. Приима царев син, као што му рече Пахомија, и со прво почнал да му расправа за Бога, како го направил веков и како го направи првиот човек Адам, без да умира и го кладе во рајо. И како сгреши Адам и Ева и истера Господ рајо и го колнал Адам со пот на лицето да си го вади лебо. Земјата да раѓа трње и глоѓе, Ева да раѓа децата си со мака.
При се што така и колнал Госпо Адам и Ева, ама пак му се нажалило и му дае еден спасител Исуса Христа. Кој ќе поверува во него и се крсти, ќе се спаси и ќе биде жив од века до века. Еве таа ти е билката, честити царев син, што имам јас. И биди уверен, оти друга билка нема на веков што да не умри човек. Секој што ќе поверува во Христа, спасен ќе биди, и секој што не ќе поверува, осуден ќе биди и ќе умрит. Кога и чул тие зборови царев синот Пахомија, сите му се залепиле на срце и го моли да го врати Пахомија по некој друг ден, дури да се приготви као што му кажа. Се отишол Пахомија и дошол лалата. Кога го виде многу весел царев син, му се сторило, за вистина купил билка да не умира. Како купи билка, честити царев синот старецот? Купив, лала, и уверен сум, оти нема да умрам ни во веки. Ако сакаш утре дојди овде и скри се, кога ќе дојди старецо, да им кажува како да ја пријам и за ти да поверуваш. Кандиса лалата и утрото дошол да се скрил да чуе како ќе му кажува Пахомија. Дошол и Пахомија да го крсти и го молил уште еднаш да му раскаже за Стариот Завет и за Новиот до второ судие. Кога чул лалата, од кај што беше скриен, дал вик: „И ја ќе бидам христијанин и ќе се крстам." Кога чул царскиот син и Пахомија, многу се изнарадувале и на часот двата и крстил Пахомија и си отишол. Го викна царо лалата и го праша али купи билка да не умира. Билка не купи, честити царе, ами се крсти, стана христијанин. Кога и чул тие зборови царо, многу беше се налутил и заповеда да му сечат главата. Упаднале на риџа старците што беа околу царо, да не го коли сина си оти, после ќе му биде жал, ами ако може со некој марифет да го преврати од тоа нешто. Наместо што имал во Сарео негов момчиња, да му пуштат моми на убај, за тие да го излостат и да се возлюби во нив, да белчиќе се арниса од христијанството. Кандисал царо и му пратил во Сарео едно чудо најубави моми да го лостат и да го развратат. Во сите моми имало една царска ќерка пленета од некој друг цар, таја била од најубавите и била најитра, таја многу го лостела со многу турли и приказни од христијанскиот закон. Како Адама, Госпо кога го создаде, видело ти не чини да биде сам, и му создал жена. Како таков бил женет, имал многу толку синови, сите благословени као Давид, што имал толкова жени и бил благословен, за да од неговиот род да се роди Христос, како Соломон имал толкова жени и Господ го милувал и премудр го направил, и за апостола Петра оти имал жена и имал челат, и Господ му и дал клучеите од рајот. Со толку испатлами што му изнакажа царската ќерка на царскиот син, уште за малце што не го кандисала. Арно вели, си рекол суму царскиот син, зар не беа овие луѓе женети, што беа женети? Да и јас ако ја земам убава царска ќерка за невеста, зар не ќе бидам па светија? Така велејќи си во себе си, туку беше му дошла една друга мисла. Момче, разбуди се, кај заблуда? Ти лели се такса да бидиш као Христа и као множу друзи свети? На таа друга мисла влезе во една друга одаја и падна на молба пред иконата Христова да го учи во срцето што да не може да го оддели од Христа, и на часо беше му дошол Дух Свят во срцето и го ујакнал едно чудо да се борил против момата и до најпосле ја кандисал и неа и многу друзи да не се мажат. Кога виде царот и не може да го кандиса, па се налутил и па заповедал да го заколат. Ама мезличо не го оставаше да го колат, чунки знаеше оти ќе се пишманит после и ќе му велит оти не го запреле на лутината да не го колит. На тоа згора му измислиле еден друг маривет. Зошто да го загубиш, честити царе, му рекле мезличот, сина ти, која има еден маривет, да не го загубуваш. Каков маривет има други, ја кажете ми да чујам, му рекол царо. Како сме измислиле ние, честити царе, да го викнеме ние, големиот философ, демек жрец, и друзите што се помали философи, и да го викнеш и сина ти, лице со лице философо наш,
да му ја докажи нашата вера и да му ја окалпазани и така да ни појди на нашата вера. Кандисал царо на тоа нешто и повикал големиот философ и друзите помали, го повикал и сина си и рекол: слушај вамо, синко, еве, јас на 2 пати сакав да те заколам и те простив. Ама сега, ако не можеш да ја раскажеш верата рисијанско ти е поарна од нашата, и ако не кандисуваш да си бидиш на мојата вера, без друго ќе те загубам пред целото собрание. Ако ја докажиш твојата вера поправа од нашата, ќе те простам. Кога чул царскиот син тие збори од татка си, многу се израдувал и благодарил Бога, оти уверен беше да ја докаже рисијанската вера за најправа од нивната и од сите друзи вери. Многу арно си сторил, честити цар, му рекол син му. Само едно нешто ќе те молам. Философот твој право да ја докажи мојата вера и вашата, а не да ја искривува што ја докажи право рисијанската вера и својата ја докажи по право. Јас без друго ќе кандисам да си бидам на твојата вера. Ами ако не може да ја докаже твојата поправа, па тој да се крсти да биди на мојата вера. Затоа ќе те молам, честити царе, вака да му кажеш на философ, и убеден сум оти твојот царски збор назад не се враќа. Слушајќи тие збори, и царот од сина си му заповедал на философот така да и докажи обете вери. Со прво зафатил философот да ја докажува рисијанската вера за калпа и после ќе ја докажувал својата за најпрва. Арно, ама, што рекол Павел, мачно е да се рипа на шиш. Туку наместо да ја докажува рисијанската вера за калпа, ватил да ја докажува за најздрава и најверна, чунки секи вопрос што ќе го задел, сакајќи да го искриви, тој го докажувал 3 пати поправ отколку што ет, чунки така му кажувал духот во мислата. Слушајќи царот и друзите се зачудиле оти така да ја докажува рисијанската вера за права. Едни мислеле оти со право така треба да ја докажат, та после ќе ја окалпазани, арно Духо Божи беше влегол во него и не можел да го прави, да го поправи правото криво. Целиот ден што ја докажува рисијанската вера за права. Царскиот син беше се чудил и благодарил Бога. Царот туку седел и се чудил како вака неговиот прв философ да не може да окалпазани рисијанската вера, ами ја потврдува. И на тоа згора остил за утрото па да се расправат за тоа нешто, и царот со сите негови луѓе беа кандисани од утрото веќе ќе ја нападни и ќе ја докажи рисијанската вера за најкалпа. Арно му тредента, кога saстанал, па да ја докажува философу, уште посилно ја докажал рисијанската вера за верна. Целиот ден што се расправа философу ја докажува рисијанската вера од најправите вери на веков. Кога го слушнал царо и се уверил оти тој е покрстен и заповедал да го пресеча со сите другари негови. Ами сега што да му правам на сина ми? Му рекол на мезличот. Кај надби и кај зборо назад не можам да си го земам што му таксав тој као што велеше. И на тие царски зборови мезличо пресапил едно нешто да направи царо и за него арно и за сина му. Ние еве што му насип најдовме, честити царе. Да му најдиш едно парче место на некој крај од твојата царштина, да си биди тамо књаз на сите рисијани што имаат во твојата царштина, да се соберат тамо, барем на едно место, та да го развратуваат на секаде народот. Од која ќе се зберат сите тамо, ќе видиш после на кој ред ќе бидат. А ако е од Бога, таа вера ќе напредни, а ако пак не, ја ќе назади и ќе се уништиш. Слушајќи тие збори, царот од мезличот кандисал и го викнал сина си при себе и го пратил на еден пашалок на некој крај од царштината што ја имал. Со голема радост приимал царскиот син и отишол во тој пашалок, кај што го пратил татко му, да се сторил тамо еден књаз. Ферман беше издал до што има рисијани сите да појдат тамо и да си бидат слободни. И кога чул тоа нешто рисијаните, сите излегоа на Мегдан и отидоа при царскиот син. Собирајќи се сите рисијани на едно место,
Заповедал књазот да се прават секаде цркви, училишта, болници, манастири, за старци, сиромаси тамо да живеат. За неколку недели се направи како рај на земји таа страна. Кој што виде се зачуди и најпосле види и татко му на књазо, та и тој посака да се крсти и да му се нареди сета царштина као књажеството. И така станало едно рисијанско царство, да кај што беше идолопоклонско. Од кога виде царев син од и нивното царство стана рисијанско и се нареди со сите убајања, му се наполни срцето и сторил ниет да оди при Пахомија да биде пустиножител и да живеит со него и тамо да умрит, а не да умрит књаз. Се приготвил еден ден и го викнал народот да се прости. Народот се собрал и сите плакале од жал и не го пуштале да си оди арно, ама тој не кандисувал и до најпосле тргнал да оди. Тој оди, народот по него, никако не се враќал, дури се стемнило и до најпосле тој се мушнал низ расието, таму се скрил од пред нив и тога и дури се вратиле со голема жал и скрб. Шетал, одил књазо на планина и духом му кажал на Пахомија, кај што бил во пештерата, да иди царски син при него, да живеет при него и заедно да умрат. Тука, тамо беше му го опрел патој на књазо Божиот дух, да за неколку дни се нашле тамо и се избакнале со плач на очите, што се израдувале. Во една пештера си живееле, непрестано метани и праеле и Бога се молиле, дури си починале и се посветиле.